Почитувани дами и господа, добре дојдовте во единственото министерство кое може да го украде евентуално само вашето внимание. Еве денојве, повторно зимски температури. Само времево е кул во државава некако. Зимата повторно се врати на сцена. Топлификација, повторно неспремни, изгледа се дружат многу со Македонија пат. Изненадени одново. Временска прогноза, топло, ладно, исто како битката во собрание. Во вестите имаше изјава, пратениците повторно се вратија во собрание. Рововската битка продолжува. Иако ова е најрелаксирана битка што некогаш постоела во историјата. Битка во која единствени жртви сме само ние, народот. Ровојве во собрание со мебел од махагон, фотелица, фитнес сала. Да, почитувани дами и господа. Од релевантни извори имам разбрано дека во нашето мило и сакано собрание постои и теретана. Фитнес клуб во кој што пратениците можат да си вежбат, пошто ти за да седиш цел ден на столче да ги вртиш истите реплики. Стварно кондиција требит. Додуша, сеа, битката малку е отежнета, пошто и пратениците имаја слободен великденски викенд и извршија напад, да не речам атак на трпезата со јагнешко. Ниеден немаше да се побуни, да речи, чекајте бе луѓе, дај, чекај, ве молам, застанете да се договориме, да ја решиме работава, после ќе ојме на јадење. Не, се смееме ние в лице на совршенството, жвакајки јагнешки котлет. Еве и јас во министерствово си имам Амајлија, не дај Боже да е се совршено. Ќе немам за жот да јадам трици или мусли, модерно кажано. Министрите во владата, почитувани дами и господа, ќе читаат весници за 15.000 евра. Министрите на владата ќе читале. А на која влада? Ова е една од најдобрите идеи некогаш. Значи, чист маркетинг. Ова ти е исто ко снег да продаваш на ескими, и то скапо. Министри од владата ќе читале весници. То најако е. Објавуваш тендер за да прочиташ сам за себе што имаш направено вчера. Што ќе читат во веснициве? Апдейт на лична биографија. Во Скопје, класична драма помеѓу град Скопје и општина Центар во Скопје. Значи, ова само по себе звучи малце шизо. Општината Центар од Скопје го обвинува градот Скопје од Скопје дека во Скопје се исечени дрвја и зеленило на градот Скопје, на што градот Скопје од Скопје возврати со реакција на општина Центар од Скопје дека каде ако не во Скопје се искастрени грмушки, не се исечени дрвја. Сега, на класичен македонски начин, треба да се отвори една мала дебата на која спротиставените страни ќе се изјаснат, а паралелно ќе се организираат протести и контра исти. И после ќе ни го пуштат мечето ушко. До гледање. Легниме за утре повторно да сме спремни за нови доживувања. Еве една добра вест. Не е за како полесно до бугарски пасош, ама слично е. За македонците кои бараат работа, значи 70% од Македонија, добрата вест е се бараат сезонски работници на Јадранот, услови и плата, поубај од секојаш. Пази, ние колективно имаме прифатено дека овде во нашава мила и сакана татковина, освен протести, тензии, поделби, ништо друго не се дешават и шом имат можност негде да се скубнит, да се летнит, барем на 2-3 месеци, тоа е добра вест за сите нас. Јас мислам дека ние ко држава треба фирма да си отвориме.
за организирање на ивенти, настани, професионално протестирање. Например, во Венецуела се протестира исто денојве. Видете? Regime. The situation is so chaotic that people have lost, they don't have anything else to lose. Аматери, зошто море да си ја пустите државата? Дозволете ние да се погрижиме за вас. Кажете ги вашите барања и контрабарања и ние автоматски ќе се поделиме природно во две групи најмалку. Ќе ви изпротестираме и за вас, и професионално. Ево, кај што си протестираме за нас, и за вас ќе изпротестираме. До толку профи протестираме, што имаме и луѓе што се спремни жртви да бидат. Ако нешто се случи, како што гледаме сега во парламентот, дека по сила со нивни закон од СДСМ ќе формирале платформа, таму они си знаат во Тирана или каде е организирано, ја ќе бидам таа пред собранието на собранието и ако треба жртва ќе одам. Пред собранието на собранието ние сите сме жртви. На македонец пица да му даиш, одма ќе речит: не, даскава е тиранска, ножов е од Сорос, а пицава е се македонска, пошто со појќе кетчап и кашкавал не смет да се помини црвено-жолтата линија. И така, пицата ќе си се олади, ќе си останиме гладни, значи да се разбериме. Не е пицата символ за Македонија, тоа е само пица. И релаксирајте се, порачај си пиво. Само кое? И во пивото успеавме да направиме поделба. Едното е тврдокорно, античко, другото е New Age, така благо еротик, постмодерн, соросоидно. Значи вака, од пивото и од едното и од другото мидат да ждригнам. А од вакви поделби, обраќа и сестри македонци, мидат да повратам. Листајки низ настаните и вестите на неделата, начекав едно гениално прашање, кое гласи: има ли корупција во општините? Има ли? Значи, ако некогаш во животот треба да се направи нова дефиниција за тоа што е реторичко прашање, ова ќе е дефиницијата. Што е реторичко прашање? Има ли корупција во општините? Значи, до сите општини е доставен прирачник за справување со корупција, кој изгледа вака. Еве, ова е дел од содржината. Што е корупција? Што треба да се направи за спречување на корупцијата? Што е интегритет? Ова изгледат како градоначалниците сами да го пишеле. Има ли корупција во вашата општина? А што е тоа корупција? А правите ли вие нешто за да ја откриете и спречите? Па не знам што треба да се направи. Добро, вие немате собствен интегритет? Имаме, само моментално на пауза е излезен. Бурек јајт некаде. Па интегритетот не само од општините, од цела држава е излезен на пауза. Чувме за гениалниот гинеколог кој својата експертиза ја користел за да направи тропојке прометна сметка на кутрата жена. Се надевам дека постојт пекол и страшен суд, пошто ова што е суд кај нас воопшто не е страшно, иако внатре страшни работи се дешаваат. Лекарската комора на Македонија веќе неколку месеци знаела за случајот со гинекологот, само случајот го чувала во комора. Заш ако го истаиш на светлина, ќе се расветли, ти може да се расипит случајов. Тешко е да држиш рейтинг, да си држава со најдоброто здравство во универзумот. Уште малку ќе воведиме вселенски здравствен туризам. Вонземјани ќе идат овде на лечење. Сеќам ми помина бронхитисот. Леле, балбо ти е? Диши сега, не зборви. Да се закашля.
настинат Марсовец да дојд во македонска болница, за него тој ќе бидите екзотика. Зато ние болнициве ги претвараме во забавни паркови. Еве во Ченто има аквапарк во самата болница. Загрижени граѓани ни пратија видео снимка на која се гледаат фекалните води во дел од објектот. И додека ние уживаме во фекалните пейзажи, фолк пејачот Зоран Ванев од фолк пејач станал доктор во Швајцарија. Говориш, ал те не видим, зовеш ме, ал се не будим, очи ти, више не сањам, усте не любим. Охо, здраво докторе, ова е мојот термин. Абе, тоа е забавно. Швицарска земја на можности. Тој вели, во мојата клиника не примам богаташи кои нечесно спечалиле, значи кој ќе оиш на преглед кај доктор Зоран прво, ако ништо друго, без разлика колку и да е сериозна болеста, ќе те расположи. Твоје друго, малена, и ме превара. Джими се младето во песна, а случајно се погоди. Ништо не алудирам, ето си работи човекот. Како второ, ќе морат прво да пополниш еден прашалник за тоа од кај ти се парите. И кај докторов покрај крв и мокрача, ќе морат и извештај од сметководство да донесиш. Но ако си чесес и напатен човек, доктор Зоран е спремен да помогне. Еве една напатена гледачка. Ајде ќе ве молам да кажем една комшиска глупава работа и понашање. Не слушате? Да, апсолутно, како не сме ве слушале. Повелете, кажете. Глупава работа. Да, како не сме ве слушале. Повелете, кажете. Глупава работа. Немој нешто паметно да кажете, пошо глупо ќе. Евак, пред 2 месеца и нешто, ова е нешто, може да рече, кој ќе чуе циркусно и смешно, али мене ми е штета. Сочувство, господјо, за проблемот, само скратете малце. Една комшинка имам тука едно 100 метри под мене. 100 метра под тебе? Бо-хо-хо! На кој спрат живеете, бе, господјо? Добро, барем јасна ни е веќе локацијата. Драмава со кокошки, бе, се случува на Хималај. Продолжете. За комшивката ни раскажвевте. Има куќа. Дојде куќето, дојде на куќето за рок од пола саат не бев дома, да влезе и да му дави 10 кокошки и еден петал. Ова е смешно. Кој ќе го слушне? Али мене А не е господја, вие видите смешно и јас се смеам. Смешно? Ова е трагично. Треба турска серија од ова да се направи. Животот не е паштета. Господјо, јавноста е со вас. После И ќерка и таа, ги преброиме кокошките и ми река овак, да не се караме, како што не ќе ми ја расправија, оди види колку пари са кокошките, па ќе ти ги платиме. Оди да ја расправи, видо цена, дојде и каже, ма немој, молим те, па тоа е многу. А колку испаднало? 10 кокошки, тоа испаѓаш околу 4000. 4000 денари? Да. Па да, 4000 денари, то не се обични кокошки, то се интелектуалки. И на англиски гарант ги имавте запишано. Да сте жива и здрава. Значи ми се смеам. Ама нека знаат, цела Македонија. Ма како не, па ова беше за споделување, вие каде бевте до сега со оваа приказна, јас не знам. О, па да, ова беше скроз за споделување. Споделете и вие, драги мои сопатници, удрете лайк на Facebook, subscribe на YouTube и се гледаме следната недела. Пока!